Од овој балкон во 18 часот и 30 минути пред 69 години командантот на партизанските сили објавил Гостивар е слободен. Слободата тогаш беше нивна цел. Денес најголемо богатство. Да се биде свој на своето, да се пулсира по патеките на постојаниот развој. Професорот по историја Бранка Змејковска хронолошки потсети на покрупните и позначени настани кои му претходеле на ослободувањето на првиот град на Вардар и на мигот кога гостиварци за прв пат ги почувствувале придобивките на слободарското живење, извојувани со исклучително херојство на Народно-ослободителната војска. 15-та македонска бригада околу 15 часот и 50 минути влегла во градот Гостивар, а во 18 часот влегла и 4-та албанска и 6-та македонска бригада. Единиците на Народно-ослободителната војна и партизанските одреди на Македонија во Гостивар влегле без борба на потесното градско подрачје. Со влегувањето на овие сили во Гостивар, градот било слободен. Народните борци победоносно влегле во градот со радост и цвеќе пречекани од граѓаните на овој град. Радоста била преголема затоа што тој ден го означи крајот на робството и окупацијата, крајот на квисленшкиот терор, крајот на мракот и почеток на слободен живот на Гостивар и на својата држава. Зошто Гостивар беше предпоследното непријателско упориште пред конечното ослободување на Македонија, што ќе се случи еден ден потоа со ослободувањето на градот Тетово. Тоа ќе значи нова ера во животот на македонскиот народ и националностите што заедно со него живеат, ера на слобода и слободен развој. Тој 18 ноември него доживеа 322 активни учесници во Народно-ослободителната борба и 158 граѓани, жртви на фашистичкиот терор, момчиња, девојки, деца, старци, мажи и жени, македонци, албанци, турци, роми и други граѓани на овој град. Тие со својата крв гранитно го цементираа темелот на денешната слобода. Командантот на механизираната пешадиска единица подполковник Блаже Николовски се заблагодари на добиеното признание од Сојузот на борците на Гостивар, а го најави и утрешното одбележување во Тетово. Соработката која што имаме со општинската организација на Сојуз на борци Гостивар е одлична, а Гостивар е дел од зоната на одговорност на третиот механизиран пешадиски батальон со кој што јас командувам. И можете да бидете сигурни во едно, и овој град, и ова општинска организација секојаш ќе имаат мојата поддршка. На свечениот собир свое учество имаа и учениците на Основното училиште Гоце Делчев од Гостивар. Слободата што ја имаме, со многу крв е платена. Треба да ја чуваме и негуваме како да е позлатена. По повод денот на ослободувањето на Гостивар, пред споменикот на загинатите борци во Народно-ослободителната и антифашистичка војна, се поклонија представници на здруженија и политички партии, положија букети цвеќе во знак на почит и благодарност за нивното слободарско дело.